Добро вечер. Четврток, 22 часот. Време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефто, почитувани гледачи. Вие сте на вистинското место, зошто бидејќи во наредните 60 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Како што ви најавив во неделата, вечерва интервју со Ненад Јовановиќ. Едно тврдо интервју кој трае 60 минути, без малку нема каде да го прекинеме интервјуто, затоа да нема да има најави, ќе биде само ова една најава. Ненад Јовановиќ беше дел на шарената револуција, беше дел на таа Соросова структура, значи еден од перијаниците на таа шарена револуција, Соросова структура, кој сега е активен не само на социјалните мрежи, туку и во своите телевизиски настапи, значи 60 минути интервју со Ненад Јовановиќ, останете со нас, сигурно нема да зажалите. Добро вечер. Добро вечер. Вие сте домазет во Кавадарце, меѓутоа сте слушнали оваа песна. Тиквешко негде в некое село, кај слана тивко венеше цвете, убие дете. Така е. Славко Јаневски, кој уби дете? Па, така се интерпретира таа песна. Не. Тиквешко негде в некое село, нема што да се интерпретира, многу прецизно. Кај слана тивко венеше цвете, убие дете. Кој убие дете? Кои се тие кои убие дете? Па се смета за 12 ваташки деца. Да, кои се тие што ги убие 12 ваташки деца? Па бугарските окупатори. Тешко ви е да кажете? Да. Не ми е тешко во тоа време очигледно е дека во времето во кое беше пред Јовановиќ, во Втора светска во војна. историјата нема тоа и ова време. Историјата си бележи. Историјата е неутрален дегитрон, калкулатор, Не. кај што бележи што сте направиле и што не сте направиле. Овие направиле. Да. Тиквешко негде в некое село, кај тивко слана венеше цвете, убие дете. Бугарите убие деца. Така е. Убие 12 деца. Така е. Тоа не може да се избриши. Така е. Ниеден пат на Македонија, кон НАТО и ЕУ, не може да го избриши тоа зверство. Така е. Некој се обидува тоа да го избриши, како што има избришено таблата на Благо Јанков Мучето во Струмица. Не само што има избришено, тоа е Зоран Заев. Не само што има избришено, туку се фалеше на бугарската BTV телевизија дека ете таму кај што пишувало дека бил убиен од бугарски фашистички окупатор, тој прати луѓе у Струмици на тој споменик, тоа е избришено. Неспорно е Може ли со тоа. бришење на историја ние да градиме иднина? Се сложувам апсолутно дека не може. Тоа е така, но сепак наративот од тоа време и ова денес е сосема, тоа се две различни реалности. Каде? Многу е важно. Каде? Каде се две различни реалности? Бидејќи Бидејќи во 20 век, дозволи ми само да кажам, 20 век е една од најголемите и најмонструозни човечки идеолошки зверства и злосторства во 20 век се случувале. Сега наративот се гради во 21 век. Се сложувам дека тоа е монструозното на бугарската власт, која била дел од фашистичкиот окупатор. Сте слушнале ли вие извинување од Бугарија? Не сме слушнали. Дали сте слушнале извинување од Бугарија? Бугарите барат ние да префатиме дел од заедничката историја. Ова со Ваташа е заедничка историја. Како може да биде заедничка историја? Да. Кога бугарски фашистички окупатор доаѓа и убива македонци. Така. Видите, тоа не може да биде дел на заедничка историја. Тоа може да биде дел на историја кај што тие се окупатори, а ние сме окупирани. Тие сега бара да се откажеме од тоа. Има ли почит кон еден народ? Може ли еден народ да биде почитуван ако бриши делови на својата историја, ако се откаже од својата историја? Дали цената која треба да ја плати македонскиот народ е преголема? Дали заслужува ние да се откажеме од тој дел на нашата историја? Апсолутно ние не треба да се откажеме од тој дел на историјата, но исто така ви велам, тоа е Тие го барат. Една реалност, само дозволи да кажам, значи тоа е една реалност. Се сложувам дека на страната на фашистите беа бугарите, но во 20 век. Се сложувам дека исто траумата е исто голема од таа песна 12 ваташки деца. Но идејата Јонич, ма се извинувам. Знаете, мислам дека пробувате да ја релативизирате работа. Не, апсолутно, немојте сега моите зборови на таков начин да ги... Тезата на Каракачанов е следната, дека македонци убивале македонци. Дека македонец открива Паланка. Не, сигурно. Македонец открива Паланка. Ги убил македонците во Ваташ. Дека македонци се убивале со а не дека бугарите биле фашистички окупатор. Гледате, ако ние прифатиме да ја лакираме таа бугарска историја
Кој не заслужува, Јас не зборувам за лакирање на бугарската. Па тие тоа барат од нас. Тоа се сложувам дека е монструозна, дека е фашистичка, дека е исто така расистичка, шовинистичка. Идејата сега... Фашизмот продолжува во Бугарија, се извинувам. Така е, се сложувам, но сепак, што ни предстои сега во овој момент? Ама не, видите, што ни предстои сега? Ама многу е лесно, гледайте се, само да ви кажам, дозволете ми сега, дозволете ми. Нафрлате теза. Гледате како еклектички играте со историјата. Ќе земете еден настан. Значи, дозволи ми сега да кажам. Можете вие да одберите настан? Не. Не, одберите настан. Не. Зборам за официјалниот наратив, дозволи ми сега, Васко, дозволи ми, официјалниот наратив, историски официјален наратив е точно, бугарите убиле 12 ваташки деца. Господин Иванович, значи, на 50 километри од местото кај што живеете, е спомен куќата на Блаже Конески. Значи, Блаже Конески го зема централно македонскиот дијалект и врз база на тоа прави кодификацијата на македонскиот јазик. За разлика од нас, бугарите го земат тони дијалект на Добруджа. Ако толку сметале дека македонците и бугарите се исто, би земале некој дијалект од Кюстендил, Благоевград, кој би ги поврзувал, нели, во основа двата народи, или еден исти народ во две држави, како што бугарите велат изминатите 50 или 100 години. Но тие одбираат тоа да биде дијалектот на Добруджа, што нема ништо заедничко со македонскиот дијалект. Ние денес не се ни разбираме со бугарите. Ни треба преведувач за да можеме, или треба на Google Translate да ставиме за да можеме. Мене лично ми треба Јас не го познавам доволно добро бугарскиот јазик. Но погледнете кој е тој фашизам, кај што тој вели, еден незавршен софијски студент. Го кодифицира македонскиот јазик, кој всушност е западно-бугарски дијалект. Тоа не е фашизам? Не само што е фашизам, туку е и шовинизам. Не, тоа е пресилен збор сега фашизам, него фашизмот постои и на расизам, и на постои и на шовинизам. Значи тука се гаи, тука е пунктот околу кој може да се развиваат фашистички наративи, се сложува. Има ли поголем фашизам во 21 век? Видите, фашизам не е вие дотиете да утепате 2000 луѓе. Вие утепувате една нација во моментов. Утепувате една нација врз база на барање на таа нација се откаже да ја фрезира својата историја. Нема ништо пострашно. За еден геноцид да се случи, вие мора прво да избришите нивната колективна меморија, да избришите нивната историја, да направите од одредена држава територија кој нема ни идентитет, кој нема ни историја, нема ништо, и потоа на таа ледина за да се случи геноцид или еден народ да биде геноциден кон друг народ, потребно е да се запали собрание, да се исчистат сите книги, сета литература, сета историографија, сета книжевност и после тоа настапува она како се вели, Рајхстагот. Тоа се примерите од нацистичка Германија. Но ви велам, апсолутистички се барањата, империјални се барањата на нашите комши бугари. Ние се разбира дека во најдобра намера, гледајте го наративот сега. Ајде да го видам. Гледајте го сега наративот. Зоран Заев вели: мојот брат Бојко Борисов, така? Значи се обидуваат таа нивна сомнамбулија, да ја речам, нивна конфузија што имаат од 20 век, да ни ја префрлаат нас, што ни негираат име, идентитет, јазик и се живо, што сме ние и официјално и македонци, зборуваме македонски јазик. Значи, он му приоѓа на проблемот со решение и му вели мојот брат Бојко Борисов. Они, преку своите јатаци, Захариева и Каракачанов, почнуваат да не провоцираат на сиот начин кој што не е ни европски, ни солидарен, ни модерен, ако сакате, во 21 век зборуваме. Додека, само дозволи ми да кажам, од другата страна Мицкоски зборува, значи не може ни да го освои ни Штип, зборува дека бара национален спас и да се тргне заедно од владата. Ќе анализираме тоа, вид. Може ли Бојко Борисов да ви биде брат? Може ли Каракачанов да ви биде брат? Може ли Захариева да ја биде сестра? Не може. Не може сега во контекстот дека не може. Значи не може да ја биде. Бидејќи тие барат нешто од вас кој вие не може да дадете. Така е. Може би Заев би се согласил, како што е бришал тамо таблата, спомен плочата на Благој Мучето. Не верувам дека и он би се согласил со тоа. Не, бришано е. Нема бришано е, само можам да ви покажам како личеше старата плоча. Не сака да изам, бидејќи не сака вас да ја прашам за одредени работи странни кои ги има направено Зоран Заев, меѓутоа можам да ви ја покажам таа плоча. Како изгледа. Еве како изгледаше претходната плоча, гледате како чисто се гледаат буквите. Тоа е спомен плочата на Благо Јанков Мучето. Еве како изгледа сега таа спомен плоча. Гледате, ништо не се гледа.
избришен е бугарски фашистички окупатор. Не, ама Видите, се, тоа ли, тука нема не можеби- се извинувам, можеби тоа ли е, ма не од тоа го кажа човек го кажа пред 2 години во пред 2,5 Не, години. ама тука имате две фотографии. Се едната е интер- некако он тоа го поисенчена, он тоа го другата е кажа малку во не, тој он тоа го од кажа дистанца, некако во има и интервју. боја на таа Тој слика. го кажа во интервју за бугарската BTV телевизија, кај што вели треба да го избришеме бугарскиот фашистички окупатор од спомен плочите, да го исчистиме од нашата историја. Те не можете вие да исчистите историја и врз база на лажна историја да станете членка на Европската унија. Што не им сметаше тоа кога влагавме во НАТО? Бидејќи ќе им влезе 6-та флота во Бургас и во Варна, и од Каракачанов и од Бојко Борисов до трето колено ќе немаше ништо. Најдоа сега село без кучиња со Европска унија и не терат Не. да правиме Ја Франкенштајн друго. од нашата Да, историја. Се сложувам, сега овие наративи ти кои што ги трасираш се легитимни, не велам не, но ај малку да ги видиме рефлексиите кои се. Да, и кои се рефлексите? Бојко Борисов во овој момент имаат сериозни проблеми внатре во својата земја. А Заев нема? Има и он. Проблеми за Мицкоски нема има. Има и А он. ние имаме проблеми ама 30 не, години. Сепак, Ако како так- велат, ова е Балкан. Секогаш овде се играле политики со некакви тврди митолошки позадини околу нас. Ма зашо ги кај што- браните? Не, Зашо браните само- работи не, кои тешко не се бранам, јас ама работи, сега тешко ме се прашуваш. одбранливи. Не, дозволи, само да го кажам ставот. Ти ме прашуваш, сега дозволи да кажам. А секогаш кога најчесто сакаш да ги протнеш домашните проблеми, стално ги рефлектираш ко комшијата. Цело време сакаш да адресираш дека они не им е автентичен нивниот македонски јазик, имале примеси на бугарски идиоми, нарече и така натаму, идентитетот ни го оспоруваат. Така беше и приказката, ако се сеќавате, со Макрон во 2019 година. Кога он го кажа фамозното не, ако се сеќавате добро, и ние помисливме, нели, кога бевме во Бубањ заедно со Албанија, дека нашите интеграции одат кон Европа, а фамозното не дојде од Макрон, значи он не ни се обраќал нас, после 2 месеци тоа го открив, ма ја бев единствениот кој го пишуваше тој текст за слободен печат и тоа стои што сака Европа е насловот. На тој текст што сака Европа јас јасно детектирав дека го ставив концептот на Европа како една вид римска империја. Кога империите како Европа, како Франција и ова долго ви трае. Не е долго, не е долго. Ова емисија се не може вака да одговорате. Не. Ајде кратко кажете Не, што. ама само дозволи сега. Ке испадни ве викнат од кавадарци, Не. викне не да дозволите, кажете кратко. Ама ја поент. дојдов. Ајде, Значи поентата е кажете кратко. поента. Империите се растураат ако не вклучуваат. Ако исклучуваат Не. на принцип на ова што го зборувате вие, тогаш се распаѓаат Сега и ќе- самите европски концепти. Сега веќе нервозно. Така и Бугарија. Сега веќе Така и Бугарија. ме фаќа нервозно да Значи за да ги решат тие домашните проблеми прво или не- за да ги неутрализираат, не напаѓаат нас. не, прво- Тоа е официјалната Видите, позиција моментално на не Бугарија. имате прочитано до крај изјавата на Макрон. Клучниот проблем на Макрон е дека овие држави од Западен Балкан изнедруваат терористи, джихадисти. Не е точно. Да, апсолутно таа изјава. Таа изјава е пренесена у босанските медиуми, а македонските медиуми пренесоа само дел од таа Сега изјава. зборувате за случајот Да, во Париз, така? минатата Сега, година. ова. Зошто овие држави не треба да добијат датум за преговори со Европската унија? Тоа е поентата на Макрон. Бидејќи ние не можеме да гарантираме безбедност. На прашањето што треба да гарантираме од безбедност, имаме најмногу повратници од Сирија, најмногу кога во Сирија, имаме школи и тренинг кампови за джихадисти и исламски радикали. знам кај има тоа. Да, тоа е изјава на Макрон. И тоа ние го видовме Ние се имаме тука тренинг кампови на джихадистки. Овој во Виена. Не е потекнува. Вчера, ако ја ама читавте се- изјавата се- на тој- председателот тој- Стево Пендаровски, он јасно кажа Видите дека са- тука нема никакви кампови, Видите, затоа значи, ви викам. господин Иванович, видите сега Тие- една работа Тие се дефинираме. малку хистерични. Видите, ова, сега, изјави, превозрастни сме јас и вие за цитирам изјави на Заев и на Стево Пендаровски. Значи ние немојте кажуваме, така значи ние сега, кажуваме, тој е значи ние председател, кажуваме, вајда има може она да е разузнавања, председател, има може да биде и полиција, секретар на, кој- може да биде немојте секретар така. на Обединетите нации, може да биде се и се што. Значи човек со потекло од Челопек оди и убива 4 луѓе од центарот на Виена. Тој е македонец од албанско потекло, јас така го дефинирам. Зашто нив кога им одговара се албанци, кога не им одговара се македонци, кој треба срамо да биде колективен. Тоа е значи цело Челопек. Изјавата Значи, колку што ние ја не разбрав, можеме- е ние не прочитав можеме- дека ние не тој можеме да негираме терористот е дека- роден во Австрија, Со таму е со образован потекло. и дека дошол во оваа земја 2019 година во декември месец и ја напуштил по месец дена во некаде во јануари Што имал тогаш 2020. државјанство на Северна Македонија, ако не бил роден овде? Каде го има добиено државјанството? Не. Го има добиено во Виена или го Не, има ама добиено има официјална
доли го добиен овде. Видите сега и толи, ама и толи сега. Прочитав вчера изјавата дека нема ИСИЛ, нема Албан, како нема ИСИЛ? Па излага министерот за внатрешни работи, на Австрија кај што вели џамијата која ја посетувал не е официјална џамија под контрола на исламската заедница на Австрија, што значи дека од оние нерегуларни. Кога говориме за нерегуларни џамии, тоа не значи дека се архитектонски нерегуларни или дека не се уцртани од дупот, гупот или како се нарекува на Виена, туку се нерегуларни од аспект на проповедање на верата. Значи човекот овде го прави тоа грозоморно убиство. Зато Макрон не сакаше во ова. А не дали ние со Бугарија имаме отворени или затворени прашања. Почитувам Васко, дозволи, имаш тука еден куп замени на тези. Ајде да видиме кои се тие замени на тези. Замените на тези се фамозното не, грото народ во Франција се против проширување на Европската Унија. Вите, тоа е главната дефиниција на Франција. Грото народ во Франција. За да може Макрон да ги неутрализира и Лепеновите гласачи и своите гласачи кои што сите се за непроширување на Европа. А грото народ во Франција беа за Бугарија. Ама чекајте се. Прво дозволи ми да ја кажам прво тезата за французите. Грото народ во Франција он се обраќал со фамозното не на Лепеновите гласачи. Тоа го кажаа високи представници за 2 месеци после фамозното не. И гласа за него. И гледате да ви кажам, пукањата тука дојдоа, он ги анимирал гласачите и свој и Лепеновите гласачи, пошто општото влијание или општото мнение во Франција е не за проширување. И он испратил политичка порака, бидејќи во февруари, односно во март месец 2020 година Макрон го чекаат избори. Истата ситуација и со Бугарија. Они имаат во февруари или март некакви избори и цело време сакаат да нападнат и да го неутрализираат проблемот во Бугарија. Да, повели. Избори може да има за 6 месеци, може да има за 2 години. Историските работи остануваат за цели векови. 1, 2, 3 или 5 века. Ние овде имаме работа со стратегии, дали е француска, дали е бугарска, кои траат со векови. Бугарската стратегија не зависи дали ќе има избори во март или ќе има избори во јуни. Не испаѓа дека зависи, дека обично ние кога мислиме дека позади има некаков мастер план, обично се работи за дневна партикуларност. Што не го решивме пред 2 години тоа? Која си се штитат тие во своите политички кругови? Што не го решивме тоа пред 2 години, нема избори. Кој? Па бугарите нема пред 2 години. Што не го решивме прво? Гледате дека тука е проклетството на таа политика. Значи кога немаме некакви претумбувања во самото општество, ние ќе бидеме меки пристојни, ќе може да соработуваме и така натаму. Па имаат протести бугарите, ти знаеш дека имаат протести против криминалот и против мафијата, а персонификацијата на криминалот и мафијата е Бојко Борисов. Не сум ни јас, не сте ни вие. Прашање е кога ние ќе треба да имаме протести против мафијата и во СДСМ во МРДПМН. Јас би поддржал такви протести, но да се вратиме на стратегиите. Вие говорите за политика, ние имаме проблем со стратегии. Видите, оваа влада почива врз темелите на Тиранската платформа. Така е формирана владата. Испорача дои Тиранска платформа, Зона Заев ја прифати Тиранската платформа. И сега нели знаете дека беше смешка, мислам, каква Тиранска. Да, но таа Тиранска платформа има една точка кај што вели дека извршен геноцид 1956 година на албанскиот народ. Од 1912-13 година до 1956 година е извршен геноцид врз албанскиот народ. И дека ако не бил извршен геноцид врз албанскиот народ, албанците и македонците би биле бројно изедначени, затоа нема ни попис во Република Македонија. Првите 5 комуникеа на УЧК, ООН или како се нарекуваат, се нели ги апсат, ги судат, ги прават. Претпоставам дека како се случува на Косово, ќе случува во Албанија, ќе случува во Република Македонија, беше со формулација да ги избркаме македонците или славо македонците од нашите вечни огништа. Се мисли дека на албанците се вечните огништа во Западна Македонија. Тоа е фашизам. Тоа е фашизам врз база на кој е формирана владата. Која влада? Ова наша владата на Зоран Заев и на Али Ахмети. Сега сакате да ме на фашизам е формирана владата. Па некој извршил геноцид врз албанскиот народ. Што е геноцид?
ако вие извршите геноцид ко македонски народ. Значи, вие сте Јовановиќ, претпоставам дека имате српско потекло, ама дека се чувствувате ко македонец, не знам како да ви се обраќам. За мене сите луѓе се исти. Намешан брак, јас се чувствувам како човек, се изјаснувам како македонец, зборувам и пишувам на македонски јазик, секоја ден дали пишувам македонскиот народ јазик. е геноциден народ? Апсолутно не, тоа е таква според будалштина. Тиранската платформа, не. Македонскиот народ е геноцид. Имате ли прочитано Тиранската платформа? Сега не читам такви платформи. Сега го цитирате Стево Пендаровски, го цитират. Значи не го цитирам Стево Пендаровски тоа што е реалност. Такви будалштини како Тиранска платформа, ја тоа не го читам. Значи вие читате самоодбрани дела на Стево Пендаровски на Зоран Заев. Не. Тоа е литература која читате. Не, ја читам одбрана дела, друга Стева Пендаровски. Го читам и Августин, Свети Августин, го читам и Басара. И друга читам и Сократ, еве сега читав и Платоновата држава. Читав одбрана Сократова и така натаму, значи јас си читам озбилна литература. Бидејќи го читате Сократ, значи затоа го прифаќате и Преспанскиот договор. Дали го прифаќам? Кој договор? Сега го читате Сократ и го прифаќате Преспанскиот договор, аналогно на тоа што го читате Сократ. Среќа не читате нешто турско и никој ќе прифатите дека турската окупација од 5 века всушност било ослободување на Македонија. Не, дозволи се. Ако го читате Орхан Памук, вие веројатно ќе речете сега да ја прочитате книгата Снег на Орхан Памук, за таа доби Нобелова награда и таа Снег знаете дека го протера од Турција потајно и го училиштата и образовните факултети го однесоа во Америка. И синовите на Джевадбек и црвено и црно, сум ги прочитал сите, значи, сам да кажам, видите господин тамо стои како што стои и овде. Ова е еден вид, чекај се да ми кажам, се немојте сега да ми стават, не. Што е негирање на македонскиот идентитет. Не. Ама што ви прифаќате? Апсолутно. Па што имате одбиено? Значи немојте сега така. Што имате одбиено? Значи вие давате на те дозволи ми Васко сега, ме покануваш, дозволи ми да кажам. Прифаќате Северна Македонија? Па се разбира дека ја прифаќам. Ова е официјално име на државата е Северна Македонија. Значи официјално име. Договорот лично вие. Да. Дали го прифаќате името Северна Македонија? Да го прифаќам. Северна Македонија затоа што тоа е реалноста во оваа земја. Не. Еве реалноста е таква. А зошто го прифаќам? Интимно. Дали и зошто го прифаќате? Значи кога зборуваме за политика, тука нема простор за интимност. Интимноста е место каде што е дома. Овде се обидуваме да ги рационализираме. Вие сте политичар? Не сум политичар, но сепак сум некој. Вие сте член на политичка партија? Не, Арно, ама тие ги обсервирам јас политичките процеси. Значи дозволи ми да кажам. Ама не се извинувам, промовирате политички или лични ставови? Како да разговарам со вас? Прво како граѓани, ако промовирате, зборувам ова све што зборувам се мои лични ставови. Не, ама вие како Пасиев, са тој ги цитира оние римски некои мислители, а вие ги цитирате овие. Јас сум далеко од Пасиев и не сакам да ме споредуваш. А вие ги цитирате овие мислители. Не сакам да ме споредуваш од светски формат. Со Пасиев. Се збори за една еклектика која сега ти ја наметнуваш. Значи се мешаме. Австрија, тероризма, џихадизам, не знам, Тиранска платформа, дозволи. Зошто го решивме ние договорот од Преспа, да те прашам ја. Личен став. Мојот личен став за Северна Македонија. Мојот личен став е следен. Кој е вашиот личен став за договорот од Преспа? Може ли да добиам личен став? Ваш. Ќе ми дозволиш и да кажеш. Ама ќе ти дозволам 5 минути, ама личен став. Мојот личен став Пендаровски и Заев. Не, значи мојот личен став за договорот од Преспа е следен. Европа ни вели, ако сакаме да влеземе во тој сојуз, на побогати, помоćни и поразвиени, мора да ги решиме сите билатерални спорови со комшиите. Ме разбирате? Билатерален. Што е во свеста на билатералниот договор, знаете ли? Може едно прашање? Дека, се дозволи да кажам, може 7 прашања, нема проблем. Ама кратко ќе биде. Значи, пред да влезете, иако станува збор за НАТО, не за Европска унија, договорот со Преспа е за НАТО, не за Европска унија, дека треба да ги решите. И за Европска унија. Не, ама говориме за тој договор. Да ги решите билатералните прашања. Со сите комши. Со сите комши. Бугарија влезе во НАТО и ЕУ. Ги реши споровите сите комши. Па очигледно дека не. Очигледно дека не. Значи имаме двојни стандарди. Имаме двојни стандарди. Значи Бугарија влезе во НАТО и во ЕУ. Некој тој им го дозволи и не ги реши билатералните прашања. Некој тој им го дозволи. И го дозволи тие кои што одлучуваат во Европската унија, тоа се официјалниот Брисел, Германија, Париз. И тој вирус е влезен во Европска унија. И тој вирус сега ја прави немок на Европската унија да се спротистави на еден Каракачанов,
на еден пожарникар, што има завршено средно пожарникарско училиште Бојко Борисов, едно ченге, кој е било дел на бугарските полициски сили и структури, од чие време се убини 150 видни личности во Бугарија, дел криминалци, дел видни личности. За жал, за тоа е виновна и дел во Европа. Нерашчистени убиства, кај што има масовни корупции во Бугарија, кај што им се случува атентат на израелски туристи, никој тоа не го решава. Кај што Бугарија не знае која страна да вади, таа Бугарија сега е уценува Македонија, никој тој го дозволи. И мисля дека тоа е случајно, така? И дека тоа зависи од изборите во Бугарија во март месец. Но се извинувам, тоа не е така. Тоа е стратегија за ништење на македонската самобитност. Зашто тој удира, тие удираат во слободите. Ја не би играл со толкави големи наративи дека некој во Европа нас сака да не уништи. Гледајте сега. Мислам, ако дозволува на Бугарија да не уништи. Ама не може да не уништи Бугарија, ниту некоја друга земја може да не уништи. Мислам, што е за вас Гоце Делчев? Еве што е за вас Гоце Делчев? Македонски револуционер. Добро, со тој македонски револуционер ќе може да се договорите со Бугарија? За мене и Тито е голема личност. За мене и оставштината на модернизмот и антифашизмот е огромна цивилизацијска вредност. Значи, велите Гоце Делчев е македонски револуционер. Да. И се согласувам. Меѓутоа не смееме да кажеме според договорот со Грција дека Гоце Делчев е роден во Кукуш. Ние во договорот со Грција има прифатено дека треба да кажеме дека Гоце Делчев е роден во Килкис. Така? Тој е роден во Кукуш за русите, роден во Кукуш за бугарите, роден во Кукуш за србите, само за нас македонците Гоце Делчев е роден во Килкис. Тој е прво. Втора работа. Според тој договорот Нивице, кој е полесен договор од бугарскиот договор, таткото кој е роден во Егејска Македонија е еден вид на македонец. Синот кој е роден во Република Македонија за мене, а Република Северна Македонија за вас, е роден во друг тип на Македонија. Тоа е договорот од Нивице. И вие тој договор го прифаќате да станеме членка на ЕНО НАТО. Ја знам дека огромен дел на народот веќе си има прилагодено, има атерирано. Скршен е народот, духовно е уништен, финансиски уништен и прифаќа вакви договори. Не ми се допаѓа една работа што сега ја кажавте, се сложувам генерално во тоа, но невозможно е да се бара нашата духовност во историјата. Значи сега собирате некаков дел, некакво парче од историјата и велите дека Гоце Делчев, сега чекај, Гоце Делчев, а ако сакате и во неговите списи во кои ги има живи, комуникеа, зборува дека светот го разбирам како поле на култура и надпревар на народите. Па нели е тоа еден космополитизам горем, кој што треба да не замисли нас внатре, а нас внатре треба да не замисли имплицитно на десницата, која цело време се повикува на Гоце Делчев, а од друга страна цело време ја бара главата на Зоран Заев. Значи, гледајте ги тие дихотомии две. Ние ќе се врземе за Гоце Делчев, а ја бараме главата на некој реален политичар денес кој што притоа е и премиер. Ги гледате ли тие еклектика, еден тој бунар од кој земаме една личност историска и го напаѓаме Зоран Заев, кој што сега во реалноста треба да го реши договорот за добрососедство и мир со Бугарија. Значи, ја гледате ли таа опасна манипулација, а притоа кој беше коридорот кој што ние мора да го воспоставиме помеѓу Бугарија и Македонија, за културна соработка, за железници, за автопати. Ние не ни разговараме со бугарите воопшто. Ние немаме никакви културни премрежувања со тие два народи. Така се приближуваат народите. Колку ви е лесно. Така народите се припитуваат. А вака е лесно да влеземе у своите ровови и да се буфтаме цело време. Овие вака ни мислат, оние така мислат. Македонскиот народ ќе остане вечно. Македонскиот јазик ќе остане вечно на овие територии. Ако ние цело време играме на вакви идентитетски конфликти, тука имам поприлично многу јасни тези како све тоа доаѓа, но нема тоа да го прочитам, бидејќи ќе ни одземе многу време. Единствена варијанта е, нека ни стават вето, ако веќе толку им е важна Македонија во таа смисла да не блокираат, ние ќе го работиме нашиот дел, ќе бидеме пријатели, ќе бидеме сограѓани со нашите комшии, нека ни стават и ќе чекаме некоја следна влада во Бугарија да дојде и да се обидеме да го решиме договорот за мир и добрососедство. А внатре во оваа земја ќе си ја вршиме нашата работа, а таа е европскиот пат, реформи, судство, образование, економија и така натаму. Завршите. При тоа уште еден момент и тука завршувам.
И се уште не е завршено на 17 декември, односно на 17 ноември, ќе има председавање во Зоран Заев ќе бидат со Бојко Борисов. Да не заборавиме дека одговорноста е и на Европа, ама има и некакви сигнали кои велат дека има шанси големи и Германија да асистира во овој проблем за да се реши. На крајот на краиштата, еве, сега сме тука на овој датум и на овој ден, и ја мислам дека во декември сепак, еве ќе давам една оптимистичка порака, немам некакви опипливи факти околу ова што го зборувам, но ми се чини дека наслутувам дека сепак ќе се реши овој спор околу Македонија и Бугарија. Си скажав. Во декември, да. Ите, вие имате тефтерче, исто ко Димитар Апасиев. Цитирате авторитети. Ништо не сум прочитал од ова. Ама се носите тефтерче, носи едно црно тефтерче, тама нешто врти на интервју. Цитирате авторитети, тој цитира латински авторитети или римски авторитети, вие цитирате македонски современи авторитети од типот на Зоран Заев и на Стео Пендаровски. И трета работа, правите една грешка дека ќе се смени владата или ќе поминат изборите во Бугарија и ќе дојде некоја бугарска влада со која ќе ги решите проблемите. Видите, таму треба да се сменат тајните служби, не владите. Бидејќи бугарските тајни служби ги водат овие процеси. Проектот кој го водат бугарските политички елити, го имат измислено бугарските служби, се нарекува братска преградка и е стар 50 години. Суштината на тој проект е да не постои македонска држава и да не постои македонска нација. Затоа ти удират во темелите на македонската самобитност. МАНУ, Македонска академија на науките и уметностите, нарекуваат Македонска академија на неуките. Блаже Ристевски го нарекува лаже, значи лаже Ристевски, лаже човекот и така натаму и така натаму. Блаже Коневски го нарекува џуџето од Небрегова. Тоа го нарекува Антонио Милошевски. Тоа е монструозно нешто, да. Тоа е монструозно. Гледате како имате став. Штом ке за ВМРО да памне имате конкретен став. Не мислам како можеш ти за кодификаторот на македонски јазик да кажеш дека е џуџето од Небрегова. Значи сите столбои на македонизмот Бугарија сака да ги искрши, да ги уништи. Кога сака да ги уништат, зашто ќе разговарате вие за Бугарија? За пругата помеѓу Софија и Скопје? Па тоа не е суштината на проблемот. Значи, ние имаме трговец на чело на државата. Човек кој знае да прода вајвар мамас. Кога имате трговец на чело на државата, тогаш води трговска политика. Тоа е проблем. Ама видите, каква врска има ајвар? Затоа викам тероризам, тајни полиции, ајвар, мамас, мислам. Сега го имате Доналд Трамп на чело на Америка. Трговец. Готово, отиде. Ќе видиме, судските процеси ќе покажат. Нема судски процеси. Затоа е конфликтноста во Америка, бидејќи не реши ниту еден од клучните проблеми за кој беше избран, а не реши бидејќи сметаше дека со трговска, видите, кога ќе кажеме трговска политика, тоа не е навредливо, туку тоа е различна политика од геостратегиска политика. Не, ама трговска политика овде функционира на шибицарење, нешто ја тебе надмаса, ти мене подмаса. Тоа е вулгаризација. Јас ќе ги попуштам за Гоце Делчев. Видете. А што ќе попуштите за Гоце Делчев? Ако не успееме да ги решиме билатералните спорови со комшиите, да ви ги набрам, сакате ли спорите? Ако не успееме да ги решиме билатералните спорови со комшиите, ние овде вака ќе се раскапеме во ентропија, ќе се раскапеме во нови конфликти и меѓуетнички и секакви судири ќе се Можеме ли да ги дефинираме точките на конфликт со Бугарија? Можеме. Македонски јазик. Не е македонски јазик, туку е западно-бугарски диалект. Тоа е првата линија на конфликт. Тоа е глупост. Значи, за тоа не можеме да преговараме. Тоа е глупост. Втората линија на конфликт е Гоце Делчев. Можеме ли да преговараме? За Гоце Делчев, разумни историчари и луѓе кои што се занимаваат со мировни договори, ако сакате и со билатерални спорови, они велат вака. Со Гоце Делчев, тој е наш македонски револуционер, ние ќе си го чествуваме и ќе го славиме и ќе го величиме на наш начин во Македонија, а бидејќи истата идентификација ја има и во Бугарија, и бугарите имаат право да си го слават, чествуваат на начин како што тие мислат да го прават. Што беше до сега? Ја мислам дека што беше до сега? Од тоа по-фер и по-космополитски, тоа е невозможно да се случи. Не дефинираме што е фер. Тоа беше и сега. И ти велат не. Вие ќе славите Гоце Делчев ко бугарски револуционер, кој се бори за независим, ама не сигурно, видите, Ивановиќ, ама ги читате ли тие работи? Не ги читам. Сите знаат дека тоа е тиранска платформа, будалаштина на владата на Бојко Борисов за да ги неутрализира домашните конфликти. Тоа е неопипливо, никој не разговара. Има ли град Гоце Делчев во Бугарија? Има. Тоа од време на Бојко Борисов?
Па добро, не, али сакам да кажам, тоа нема упориште во реалноста. Вие сега не пробувам ништо. Пробувате многу невешто, одреден комплексен проблем, стратешки проблем, да го сведите на влада на Бојко Борисов. Еве ќе го нема Бојко Борисов после март, ќе дој Славе Трифунов. Кој е бетер? Бугарска комунистичка партија или БСП која е наследничка на Бугарска комунистичка партија го отвара тој проблем. Да не прашам што треба, што адресирате сега, да ги ставиме тенковите, десницата тоа го адресира. Која десница тоа го адресира? Тие што се радикални десничари што инклинираат кон расизам, кон шовинизам и така. Таа десница смета дека ние сме бугари и се бугарофили. Со тенкови кон Лупчо Гергиевски е десница? Смета дека е бугарофил. Антонио Милошевски десница ли е? Па се чувствува бугарофил. Силвана Бонева десница ли е? Па тие имаат проблем со сопствениот македонизам. Тие се 90% бугарофили. На крајот на криштата. Ако црвената линија е Гоце Делчев. Ако е тоа црвената линија за ВМРО, не, тоа е ставот. Овие ќе цитирате, не знам, Заев, Пендаровски, цитирате го Мицковски. Ако ставот на Мицковски Гоце Делчев е црвена линија, тоа значи дека Тодор Александров и Иванчо Михајлов не се црвена линија. Тие се од таа страна на црвената линија. Која е таа страна? Знаете која е црвена линија? Црвена линија. Ајде, црвената линија е следна. Која е? Да дадеме све. Ние, да симниме гаки, да станеме членки не на НАТО. Тоа е ваша црвена линија. Вие немате црвена линија. Дека ние во оваа земја имате ли црвена? Сиромашни. Добро. Пропаднати. Овие што сме сега живи, што сме современици. Добро. И ако цело време се убиваме на политика на символи, во реторичка смисла. Добро. А таа реторичка смисла, знаете дека утре може да биде и, не дај Боже, с краја било, еве да тропнава у дрво. Сигурно, што се символите? Символите се јаки митолошки наративи од историјата кои ние мислиме дека со таа историја ќе може да ја подобриме реалноста. А тоа е една таква будалаштина во која дали достоинството ќе ги предизвикаме достоинството на еден да народ биде дезинтегрирано овој народ. Дали достоинството на еден народ почива на символи, почива на историја. На чии символи и на чија историја? Кажете еден народ во светот. На чии символи и на чија историја? Македонска. Значи кажете еден народ во светот чие достоинство не се потпира на символи, на символика и на историја. Еден народ набројте им у светот. Ама затоа ви викам сега, значи вие многу ги вие многу ги поедноставувате работите. Кој треба да одлучува за ова прашање? Еве да го поедноставиме и рационализираме. Еден народ во светот. Добро. Кој своето достоинство не го темели на историја и на символи. А историјата како ја интерпретира, така што ќе земам одреден дел и ќе му ја скапам главата на овој што е денеска у реалност. Значи, историјата денеска, единствена историја. Вие не верувате во македонската историја. Значи, според вашата формулација, сме земале од тамо историја и сме скапале главата на некој овде. Не мислите дека сме крадели историја, значи така разбирам. Ние не сме крадели историја. Наша е ова историја или украдена е ова историја? Не, наша е историја. Ама сега се те прашувам како е возможно? Како е возможно? Дозволи сега. Една десницата да вели дека све што се случило, ама чекај, колку е важен наратив. Ама кој наратив се е? Од 1903 нашата историја, не знам, илинденци се бореле до 1945, а од 45 не ја признаваат таа историја во која имаш антифашизам, модернизација, солидарност. Кај го има тоа? Еве десницата е национална и не ја дебатираме. Не, десницата е ултра. Не, а национална, значи пробугарски така натаму не ја дебатираме, еве све прифаќаме, окей. Ја и вие разговараме. Да. Историјата е достоинство или недостоинство на македонскиот народ? Ова историја е наша или е лажна историја? Можеме ли да дефинираме? Што вие мислите? Оставете историја, оставете левица, оставете десница. Дали ова наша историја е вистинска историја или е лажна историја? Дали ова историја не прави достоинствени кон народ или не прави историја? Ти што мислиш, не прави ли нас достоинствени? Апсолутно. Зошто се караме вака ако не прави достоинствено? Зошто вака ни се газат? Бидејќи ни е големо името на 50 километри од местото кај што живеете, спомен куќата на Блаже Конески кај што вели големо ни името, ќе посегнат по него. Тоа треба да биде кокот кај секој македонец. Големо ни името, сака да ни го земат. Тоа е суштината. Тоа е суштината на проблемот. Како замислувате дека ќе се реши договорот од Преспа? Како тоа? Јовановиќ, национал романтичарски идеи, големо ни името. Еве се испостави дека луѓето се за компромис. Сум правел емисии за проституција. Се испостави дека луѓето сакаат да стапиме во добри односи и со Бугарија. За жал не можеме. Сум правел емисии за проституција. 2 или 3 емисии. Сум интервјуирал многу проститутки. Ете, оние како велат.
Имаме проблем, немаме финанси, немаме од што да живееме. И е многу помизерно, велат, да немате пари да живеете, отколку да го продавате своето тело. Што ви мислите? Што е помизерно? Да немате пари и да носите крпени гаки, или да се продавате, да го продавате вашето тело, за да може да носите убави гаки и да се чувствувате гордо, Ви знаете дека што е разликата? Што е разликата? Прво, што е разликата? Знаете дека е најстариот завет. Вие рековте дека ние сме сиромашни. Да. И дека постои сиромаштво во Македонија. Реално, на овие современици овде, конкретни луѓе што живеат денес. Поради таа сиромаштија. Да. Вие сметате дека треба да ја продаеме македонската историја? А зошто такво нешто страшно ми изборувате? Па нешто треба да правиме. Со Грција продававме дел на нашата историја. Продававме име. Ние решивме билатерален спор, после тоа влеговме во НАТО. Да, и Тоа се двата стожера околу кои имаме некаков правец по името. Што е разликата? Ама што е разликата? Многу едноставно играте политика, господине. Што е разликата помеѓу продажба на име и продажба на тело? Како се Која е разликата помеѓу продажба на име и продажба на тело? За сиромаштија вие продавате име? Не. Вамо ќе морализирате, вамо ќе сеите по кафана и ќе морализирате дека тие се ороспи, проститутки. Зошто бидејќи го продале своето тело? Ма не се извинувам. Па нема разлика. Значи многу е кога лесно вие за сиромаштија, кога вие за сиромаштија продавате нешто, на ваков начин што ми го зборувате. Зашто не? Значи мешате. Јас само ве соочувам со реално се соочувам. Еве се да ви кажам. Ја разбирам дека грото сега ова публика нема да вие играте се и со биополитика. Играте политика и со родот. Сега можат. Може нешто не сум ни прочитал. Лош ви одговорот. Значи сега за родот и за телото и за проститутките во овој момент можат да се јават разни невладини организации и издруженија кои што се на страната на родот, и на женското тело. Сега ако играте на ваков начин со биополитика, па сега влегувате во конфликт. Значи невозможно е сега женското тело да го поврзуваме сега со името. Господин Ефтов, ова се ви викам, многу симплифицирано играте политика. Многу се посложени. Значи некој ќе стани и ќе реагира на тоа што спомнам проститутки и женско тело. И тие може да реагират, па дури да ме тужат. Затоа што е сензитивна политиката, има многу рефлексии, многу во ова држава е опасно да спомните женско тело и проституција, но не е опасно и никој нема да реагира ако продаете име на држава. Гледате во која абсурдна ситуација сме ние натикани. Сите влади, значи не смееме проституција да критикуваме. Сите влади знаеше сам дека мора да го решат билатералниот спор со Преспа. Но ќе се навикнеме како што велите. Еве гледате народот се навикна. Знаете дека и ВМРО ДПМН игра и оперира 2012 за Вардарска Македонија. Така, значи договорот мора да се реши. Договорот за мир и добрососедство мора да се реши и со Бугарија. Во ова држава. Можеби не со владата со Бојко Борисов, со некоја следна влада, али тие договори мора да се решат. Треба да ги нема. Дали оваа кледла е претешка за да се голтне, ја не знам, али договорите од Преспа мора да се зачуваат и договорот со Бугарија мора да се реши. Мора да се реши. Дали на некому му се допаѓа ова или не, тоа е негов проблем. Голтнавте вие? Можеби договорот со Бугарија не. Можеби со некоја следна влада овој договор ќе се реши. Што ќе се реши? Еве што ќе прифатите? Па ќе се реши за Ама не, што ќе прифатите? Постои ли македонски јазик? Па постои. Бугарите се фашистички окупатор? Се. Што е 41 окупација или ослободување? Окупација. Па како ќе се договорите со Бугарите? Па видете сега, затоа ви викам, можеби во некоја следна влада. Тие за трето полувреме. Ние не се откажуваме, гледате официјален од све се откажавме. Немојте да гарантирате од све се откажавме. Сега ќе излезе тамо Зоран Заев. Излезе Зоран Заев. Има да ве продај ко тегла мамас, значи vulgarizирате сега. Многу едноставни наративи играте. И така ви е некако полесно да ја сватите политиката. Вие бевте дел од ова Сорос групација. Бевте дел од чарана револуција. Бев, да. И подготвивте терен за промена на име ова што сега се случува. Не. Чувствувате ли грижа на совест дека со вашата активност подготвивте терен за обезличување и губење на македонскиот идентитет? Комплиментот што ме сметаш за толку важен и релевантен, дека јас сум еден од тие што направиле терен за, како рековте, за обезличување на македонскиот народ. Сметам дека ќе бидете на истата црна страна со ВМРО ДПМН и со СДСМ. Сите вие
кои чесувате на еден или на друг начин Веројатно во ќе проектот. чекаме што партизаните да се разбудат од гроп и да не стрелат. Тоа е идејата. Не, нема потреба да стрелат. Само ќе треба да дојдете со наведната глава. Не, ја оваа држава... За разлика не. Дозволи ми се, ме напаѓаш малку. Па да, треба да дојдете со наведната глава, Значи, а не да се чувствувате горди дека сте биле дел на процес. Не сум ја оплячкал. На шарена револуција кој резултираше. Не. Ја на оваа земја не сум иземал динар. Кој оплячка? Оваа земја ја не сум ја обештетил, односно оштетил со ништо. Кои се целите на шарената револуција? Целите на шарената револуција беше како симптом кој што се појави од ултра огромното насилство на груевизмот. Каде ви е Груевски? Во Будимпешта избега. Па што му дозволивте да избега? Никој не му дозволил, он избега. Он избега. Кој беше технички премиер кој ги спроведе изборите? Ама не, Васко, сега знаеш кој беше овај? А ти што мислиш дека кој му дозволи да Груевски? Кој беше технички премиер кој ги спроведе изборите? А те прашам, кој му дозволи на Груевски да избега во Будимпешта? Зоран Заев. Не е точно. Ја мислам дека сега во моментот конфабулираш, ајде да не речам. Не, кој му дозволи? Потежок збор. Христијан Мицкоски, тоа ви е полесно, така? Христијан Мицкоски му дозволи да не. Орбан му дозволи со албанска тајна полиција и со некои делови на српска тајна полиција да избега во Гепек. А Орбан беше министар за внатрешни работи на Република Македонија. Орбан е премиер, тоа е случај во кој е готвен поприлично. Знаете, тоа е типично за сите криминални умови, се подготвуваат за бегство. Вие многу лошо мислење имате за нашата влада. Немам никакво лошо Тоа значи дека ние сме влада и држава кој е село без кучиња. Ако министерот за внатрешни работи, на кој му бега човек, поранешен премиер, кој е необезбедуван по тој момент, кој за 2 дена треба да дојде на ослужување на затворска казна, од Република, шарена револуција цела, се крева на нозе за да се ослободи заробената држава од кого? Од Никола Груевски. Човекот бега, разговараме за посложени политики, ама ти премногу едноставно ги разбираш политичките процеси. Тоа е Соросов комплекс. Кога ќе дојде во тесно, знаеш, Васко, ние од тебе очекувавме за суштински работи. Црно и бело. Ти така мислиш. Како е, Јовановиќ? Како е, господин Јовановиќ? Па јас ти кажувам дека имаше многу... Дали вие протестирате 6 месеци полицијата против Никола Груевски? Ја протестирав против заробена држава. Против Никола Груевски после Букуреш од 2008. Кој беше начело на таа заробена држава? Никола Груевски. Избега ли Никола Груевски избега? Па избега како може министер секој националист, кукавица е криминалец, украл пари, тирани, све се согласувам. Да. Но човекот кој беше начело на полицијата, на кој му избега тој тирани, никаков човек, криминалец и така натаму, опасен човек. Да. Не само што не му фали лак на главата, туку беше технички пример кој ги спроведе изборите во Република Македонија. Не само што не беше сменен, туку беше унапреден во технички пример. Добро. Како може човек на кој му бега овој тиранин, за кој шарена револуција протестира, достигне на таа функција? Не само што остана, туку беше унапреден. И сега е министар за внатрешни работи. Требаше да му избега, ако му избегаше Гордан Енкуловска, например, можеше премиер повторно да стане. Ако јас сум премиер на оваа држава и ако ја поставувам луѓе, тогаш мене треба да ме прашате кој го поставил и што го поставил, а бидејќи ја не сум премиер на оваа држава и ја не поставувам луѓе, тогаш ви е утка и ова прашање. Све ми утка. Господин Ивановиќ, носевте мајци со овие трите примадони од специјалното јавно обвинителство? За волја на вистината, јас на почеток точно ја глорификував. Дали носевте мајци? Не носев мајци, со Ленче Ристовска не сум носил мајци. Не сум носил стварно, али дека ја глорификував Стававте на профилни фотографии, Катица Јанева, Правда, мајчки не сум носил, пошто не стигнала мајчката до мене, ако стигнала во тоа време, ќе сум ја облечал. Висок човек си, може немаше конфекцијски број за вас. Може. Затоа не сте добиле. Но значи ги глорифициравте. Во тој момент да. Кој ги сруши тие примадони, мадами, специјално обвинителство? Јордан Оце Камчев? Нивната Добре, алчни се. Аздисаност ги руши. Добро. Значи, аферата како се преведува тоа из објести од аферата Рекет. Да. Значи, крај на специјалното јавно обвинителство. Да. Кој стои позади аферата Рекет? Па се испостави на крајот дека стои таа тесна олигархија околу ВМРО-ДПМН за да не ги испорача сите оние Јордан Орце Камчев. Зошто Зоран Заев не тргнува во пресметка со Јордан Орце Камчев?
ако Боки 13, ако Зоки Милевски Кичевец, ако Катја Цјанева се во затвор, каде е Јордан Орце Камчев? Па не знам каде е Орце Камчев, стварно. Ја Тука сум е. сосема Како далеку може од такви човекот? персони. Како може човекот кој ги брои парите, кој ги дава парите, како вика, во снопчиња ви ги дава. Зоки Милевски Во пачки. во пачки ги дава. Како може тој човек кој стои позади сите тие процеси во Република Македонија, влакно да не му фали. Гледате што прави сега. Стои позади хистеријата за преговори со Бугарија, така? Кој стои позади пред хистеријата? Па гледате која ова хистерија што се прави со Бугарија. Сега ние во моментот имаме 3 хистерии. Едната хистерија е за ковид, умирање, заразување од ковид и така натаму. Таа е реална. И одеднаш, Таа е и реална. одеднаш партијата, Други не се. одеднаш партијата која велеше не постои ковид, не постои корона, кај што член на извршниот комитет на таа партија Вело Марковски кој велеше дека ова е вирус од типот на сезонски грип и да се најде човек кој ќе му каже од каде се проценките и дека има втор бран на есен, значи тој човек сега е член на извршен комитет на ВМРО ДПМН. Е таа И партија високо котира ја кога што гледам. па да, Некој мак, и држи пресконференција. он им идеолог, он е А еден таа од партија, најпаметни. учествува сега во креирање на 3 хистерии во Република Македонија. Првата е хистерија со ковид или корона кризата, втората хистерија е дека ќе има рекет број 3, да гау новинарите тоа веќе го најавуваат. Тие да гау новинари на чија снимка ќе слушнавме, на снимката на Јордан Орце Камчев, како велеше, да гау ќе пукат бомби во Република Македонија. И третата хистерија е бугарската хистерија или преговорите со Бугарија. Кој требаше да биде конзул на Република Бугарија во Република Македонија почесен? Јордан Орце Камчев, се видите. Човекот кој ве руши и на крај, во екот на таа хистерија со корона криза, масовно во наводници купува експерти од македонското здравство и ги носи кај себе во Систина. Значи по 3 основи креира хистерии и се обидува да ја сруши македонска. Ако е Зоран Заев чесен политичар, ако нема путер на глава, Ја мислам ако нема дека е. рекет 1, 2, 3 и 4, зошто не расчистува со ова Ја зло во мислам Република дека Македонија? е, Ама остете вие што честен? мислите. Еве Не. ги аргументите. Кои аргументи освен ние што мислите ќе ги спротивставите на овие мои тези? Не е чесен. Тој е дел на еден уценет триаголник кој се нарекува Јордан Орце Камчев, Христијан Мицковски и Зоран Заев. И тоа ви е тешко да го разберите. Не верувам ја во Како? тоа. Емо, Ти ца, многу симплифицираш за верување сега. у црква Значи, ќе гледај сега, овде одговарате на тези разговараме, и анализи. Па еве, разговарам за тези, значи се обидувам се обидувам прво да ве надзборам, да ве поднадвикам за да почне да. Ајде кажете. Значи гледате како десницата ќе го реши идентитетскиот спор, ама не дозволи ама сега. на власт е левицата, ама на власт е левицата. Ама од каде идат овие Левицата- сите левицата преговара. Ама цело време за десница ме прашуваш. Ама левицата Значи, ме преговара. прашуваш за Орце Камчев, ме прашуваш за Христијан Мицковски, ме прашуваш за Вело Марковски. Подпредседател на И ме младина на прашуваш СДСМ. кој требало да оди конзул во Бугарија. Беше кандидат Значи, за пратеник дозволи, од СДСМ. Сета хистерија потекнува во медиумскиот простор од таа фамозна десница која ја бара главата на Заев. Тоа е првата теза на која ти одговарам. Океј. Втората теза Од каде е таа медиумска е дека- хистерија? Од каде е таа Па медиумска хистерија? така се навикнати Од- борбер, тоа се од националисти, од така се медиумите обидуваат. финансирани со унгарски пари. Да. Каде бега Така Никола е. Груевски? Во Будимпешта, Во во Будимпешта. Унгарија, кај неговиот брат. Каде се наоѓа шишето со керим? Тоа Каде не е би фатено можело шишето да со ти керим? го- На пропатување Да, према на некоја Унгарија. граница, да. Така? Беше, да, така се сеќавам. Гледате, вас ви села Будимпешта во сите тие работи. Да. И вас ви бега човекот во Будимпешта. Односно му бега на Оливер Спасовски. И вас ви е тешко да речете виновен е министерот за полиција. Протестиравме против тој човек. 6 месеци ви велите од 2012 година, че вие Од 2009 9 година против протестирате ова. против тој човек и против таа заробена држава. И ова ви ја дозволи да ви избега тој човек. Зашто? Зашто ви требаше 6 или 8 гласа у македонски парламент за да може да се смени името, Кога на бидејќи некој беше неуспешен референдумот. Некој прашања Тоа ми ги е- поставуваш, некои апории на прашања ми поставуваш кои чинат $1.000.000. Тие прашања ја немам одговори. Значи ова се страшни системски проблеми за кои сега ме прашуваш, а овие прашања се од $1.000.000. Ја немам одговор на овие твои прашања зошто и како. Јас сум сепак некој човек кој што сум затечен во оваа ситуација и само ги анализирам непосредно од медиумите во кои доаѓаат и се обидувам да ги афирмирам најдобрите политики. Бидејќи, ако сега јуришаме против Заев, еве ќе го тргнеме од власт, следна алтернатива на Зоран Заев се овие други. И немој после да се чудиме, еве сега секогаш адресирам на таа страна. Најдоброто од сите светови е во овој момент, со се сите дубиози внатре во државата,
Оваа влада што ја имаме, барем има некаква свест за решавање и за меѓукомшински односи и внатре во земјата се обидува да ги неутрализира етничките, малцинските, помага работничка класа, помага ранливи групи. Ако ние се обидеме сега сите, мангупски, ние сме фрајери, ај против власта, алтернативата е ја чуч, ги гледаш како глави ќе летаат ако се појават овие другиве. Значи немојте да си се занесуваме дека ние сме не знам какви ала джилас дисиденти, па сега тука ние ќе го рушиме, ние го донесовме, ние ќе го тргнеме. Значи ова се опасни пукања во кои мора да внимаваме и начинот на кој интерпретираме и начинот на кој ги објаснуваме политичките феномени. Премногу едноставно. Сум стел тука некое прашање. Да. Дали ве разочара СДСМ како шарена револуција и сваќам дека тоа прашање ми е одвишно, бидејќи вие не само што не сте разочарани, туку вие фалите владата на СДСМ као да сте Вице Заев или Трајче Заев. Ја мислам дека ни Зорица Заева, ни Вице Заев, ни Трајче Заев. Немаше толку да ја фалат владата немаше да ја фалат владата на Зоран. Сега толку смешно се чувствувам што сум го напишал ова прашање, дали ве разочара СДСМ? Еве ова е 17-то прашање, дали ве разочара вас? Не само што не ве разочара, туку вие сте горд на владата на СДСМ. Добро, уште колку пати треба да го смени името вие да бидете уште погорд? Само знаете како, него боле, доаѓа и иде со секирата да ни ја скрши главата. Не, видите. Значи многу едноставни вие тези играте. Ги решава проблемите. Ги решава проблемите, Васко. Продажбата на името. Или давањето на името. Има поголемо чувство за етницитет и етничност. Продажбата на името. Со албанците ги помири конфликтите. Е решавање или не решавање на проблемите. Знаеш, Васко, ми се допаѓа начинот на кој разговараме вечерва овде со тебе. На крај ќе се согласите и со тезите. На крај со тезите ќе се согласите. Со пола тези уопште не се согласувам, не се согласувам. А ти што мислиш за ова? А ти како мислиш за ова? Значи, ви велам, многу е, политиката е премногу, има многу диоптрии за вие на таков едноставен начин да ги одлучувате вака работи. Вие сакате да бидете Васко Ефтов, јас со задоволство ќе ви дозволам. Не можам ја да бидам Васко Ефтов, можеме да ги смениме страните, да домеа таа страна, да дојдете до вас, нема никој проблем. А можете и прашање и после тебе. Не истиот принцип како што јас ви поставам прашање, слободно поставите ни вие мене. Не, ја не можам у твоите чевлички да одам како што ти не можеш у моите. Па сега ќе се обидиме, но вие велите лесно е да видиш, еве велам ајде пробајте. Можеби не е така лесно. Можеби е тешко. Не велам ја дали е лесно или тешко во вашите чевлички, ја викам дека премногу ги симплифицирате прашањата и мислите на така сложени процеси дека толку едноставно се одговара. Јас почитувам кај вас еден континуитет. Вие дури дојдовте и о конфликт со Владе Милчин. Токму по националните прашања. Јас имам една сосема друга теза, бидејќи се говори дека Сорос е процес за одродување на македонскиот народ. Јас сметам дека таа една групација Сорос, Владе Милчин, Гордана Енкуловска беше о Сорос, Георги Иванов, дека тие всушност, можеби Владе Милчин формално правно не е дел на таа група, но овој друг дел, друг состав на Сорос се залепија за ВМРО да памени Илија Димовски, ко стипендијант сега на Сорос и така натаму. За денешнина Значи, идеолошката рамка на Сорос, всушност идеолошка рамка на ВМРО да памане. Да. Еден. Тоа се децата на комунизмот, вие кога седите да видите сите тие правиле кариери во комунизмот. Значи децата на комунизмот од Сорос се всушност идеолошката матрица на ВМРО. Се некои деца да, некои деца не, се таму има и брилјантни луѓе, има и супер луѓе во денешнава констелација и порано имаше добри луѓе, таму се луѓе кои што се важни мислители, колумнисти, кои се стипендирани и финансирани од бугарската јас со Владимир Милчин сум во конфликт не некој личен, туку за тоа што немаа толку ригидни ставови околу името 2010 11-12, дури одеа и на некои трибини кои што ги нарекува граѓани за Европска Македонија и немаа толку некакви ригидни ставови околу името ние сме ова, ние сме она, него се обидуваа луѓето во тоа време некако да ја релаксираат таа атмосфера околу името и со таа диоптрија која ја трансферираа во јавноста, оваа влада денеска им го реши спорот од Преспа, сега удираат со дрвја и камења против Заев, зошто го решил спорот со Грција, а спорот со Грција е билатерален спор кој
е една од главните точки на Европската Унија за кој секоја влада што ќе дојде мораше да го реши тој спор. Зоран Заев го реши. Ваниш, ви бевте дел на таа групација Сорос. Некои работи која не официјално, во сите, која официјално се нарекува Фондација за отворено општество Македонија. Бранко Тричковски нарекува Фондација за затворено општество Македонија. Дали де факто Сорос се бореше за затворено, а не затворено општество. Иако нели Владе Милчин негира дека бил дел на шарена револуција, туку бил само борец против Никола Груевски, тоа е еден од неговите последни Facebook статуси. Сепак шарената револуција беше на некој начин стимулирана од активностите на Сорос или отворено општество Македонија изминатите 10 или 15 години. Во голема мера, повторно викам, треба да се разбере дека Сорос е, односно Фондација Отворено општество Македонија е еден динамичен фонд. Па добро, Ѓорги Иванов беше Сорос. Не. Гордана Енкуловска. Не, добро, се ти секогаш сакаш да Гордана персонализираш. Селјановска. Не знам зошто постојано ги мешам Гордана Енкуловска и Гордана Селјановска. Значи Гордана Селјановска се извинувам. Добро. Дел од Сорос значи, беше Илија Димовски. Невладините организации во Македонија се брзи, динамични групации, луѓе кои што имаат малку помодернистички Ова е отворено разбирање. или затворено општество? Во овој момент, за жал, во овој дали момент. Сорос е затворено општество? Дали Сорос се бореше за затворено општество? Општество Во овој кое ќе момент, биде контролирано сега од децата кажувам на комунизмот. Личен став. Ајде, Во овој слободно. момент, во оваа Фала денешнина. Богу, личен став да дајте да не го цитирате Заев и Пендаровски. Ја мислам... Или нешто од тефтерчето кој Пасиев што цитира. Ама не, гледаш и сам дека не сум прочитал ништо. Значи, Ви во дава овој момент ми се чини сигурност, дека... сигурност ви дава. Не, еве, ќе го ставам кај тебе. Не. Земете Мислам, го чисто е таа. ова, Не, дезинфицираме. земе. Ма не Еве, за ќе тоа. го тргнам, ајде, Тоа нема може да е проблем. дезинфицирано, контаминирани се тезите што се таму. Слободно Па земете го. добро, ја Да, мислам дека не слободно се земете го контаминирани, дома. тука Да. имаш и научници, имаш и филозофи кои што се важни во цивилизацијска смисла. Добро. Ја мислам дека во моментот Фондација Отворено општество Македонија преслабо видлива е и ми се чини дека во овој момент е откажана од политика. Зошто е откажана? Не ми е јасно. Имате среќа да се покаже неспособен оној Трамп, него немаше камен од камен достани. Иако ветувањата беа ке расчисти со шарени, ке расчисти со шарена револуција, него му се случи шарена револуција и турна од Сега власт. одиме на Трамп. Не одиме, само велам имате среќа што се покаже трговец и мислеше дека со малци инвестирање во економија ќе добие втор мандат. Среќа имате, него како беа најавите и какви беа очекувањата, мисле дека од ова шарени револуција нема камен на камен достани. Вие сега треба на Трамп споменик да му правите и Трамп да биде дел од овие бастиони светилници на демократијата. Така шантрате сега. Така шантрате изминатите 4 или 5 години. Вие не. Вас, например, ви почитам, дојавте за овој интервју од Камадарци. Да. Не добивте функција. Не се боревте за функција. Не. Кога гледате како овие си ги шетат задничињата, да не речам газињата, од една во друга фотелја. Еве колку министерски места треба да смени Мила Царевска, например, или Роберт Поповски не е министер сега за отчетност и транспарентност, тука е национален координатор. Да се вратам на вашето ниво. За тоа ли се боревте? За тоа ли се боревте ко шарена револуција? Мила Царовска е една од најдинамичните и најпрогресивните министерки што оваа земја некогаш ги имала. А добро, што прогресивно има направено вака? Бидејќи таа формулација е најдинамични и најпрогресивни, многу сакате да употребувате. Еве што е прогресивно кај Мила Царовска? Можете ќе ви остани 15 минути. Што е прогресивно направено кај неа? Еве кај Шахпарска, еве кај Шахпарски исто. Што е прогресивно направено кај неа? Знаете дека има министри во сите влади, не само во оваа влада, кои што мрдаат со усни додека читаат текст. Така некој го напишал и така. Значи ова е има кичма Мила Царовска, незиниот профил е во невладиниот сектор, секогаш се занимава со луѓе кои што се од ранлива категорија, има чувство за сите оние малцински групи и така натаму. Значи она има политичко портфолио во кој било кој човек кој ќе види, тука се работи за нешто што е навистина содржинско. И вие не верувате ова што зборите. Како не верувате? Гледате тамо се наведнувате у маса доле, ви непријатно да зборите. И вие не верувате ова што кажувате. Абе не, пристоен сум, знае се, ја не може вака да ви гледам секој имаше најава. Ама ја немам никаков интерес тоа да го фалам. Зошто да го фалам? Имаше најава дека Мухамед Зекири треба да биде директор на Фондот за здравство. Дури имаше поминато одредени комисии, филтри, и беше спрет. Човек со средно теолошко училиште, Добра.
кој да го прашате не знае ништо за Дарвинова теорија, бидејќи не верува во Дарвинова теорија, нели? Ако сте средно теолошко училиште. Значи или сте во средно теолошко, бидејќи немале кај да запишат, па ве запишувале како овие што ги запишува на времето во средно воено училиште, или верувате во она теорија дека ние сме настанати од некој прасо горе во свемирот, или Господ нима создаено, дека не почитуваат или не постои Дарвинова теорија. Тој човек кој се разбира толку многу од медицина требаше да биде директор на фондот за здравство, а од економија нема врска. Па е министр за... Кај рековте дека? Е. Тамо ли е? Не. Како вие кошарена револуција? Ви прифатиле да речеме да Мухамед Зекири да е директор на фондот за здравство? Мене, ја би велам, не ме интересираат директори. Мене воопшто не ме интересираат. Постои ли проект за рушење на Зоран Заев? Не. Не, има три хистерии. Едната е ковид хистерија, што и да направи Зоран Заев во однос на ковидот и на короната, ки има незадоволно. Добре. Ако не направи карантин, зошто не се направил карантин, многу се заразуват и умират. Ако направи карантин, зошто правиш карантин, ќе пропадне бизнисот, тоа е една работа. Околу хистеријата со Бугарија, ако прифати компромис е капитулација, станале членки НЕО, ако не прифати компромис, тогаш нема да станеме членки НЕО или да ги отпочнеме преговорите. На кој прашање прво да одговорам? Не, ви покажам, значи ова се трите хистерии кои постои сега во Република Македонија и ќе биде реке 3 од Догао новинари се најавува. Всушност е предупредување, ако го чепкате Христијан Мицковски или Јордан Орце Камчев, ако ќе кажете Мицковски Камчев, секој во позадината ви е Никола Груевски и се она што се случува. Тоа се три хистерии кои се создаваат сега во општеството. Главната цел на тие три хистерии е рушење на владата и на Зоран Заев со помош на структури внатре во СДСМ. Има ли проект за рушење на Зоран Заев? Јас колку што гледам од моја перспектива нема во овој момент. Единствено сите овие играчи кои што ги наброја се тие тука стојат и се знае кој може да удира на Зоран Заев, но мислам една работа забораваат дека што повеќе удираат на него, како личност, како персона пред се, они сакаат да го делегитимираат, да го навредуваат, те ајвари, те ова, те она. Ја мислам дека апаратот околу него и системот околу него се повеќе се мобилизира, тука ја губат перцепцијата тие што сакаат да го снема Зоран Заев. Тоа е од една страна, а од друга страна не разбираат дека овој народ македонски со сите негови специфики, мултикултуралности, етницитети, други народи, малцински групи, не сакаат веќе такво дивјаштво во кое поминавме 12 години. Луѓето сакаат, македонскиот народ е добар народ, питом народ и сака работите да се решаваат со пристојност и со договор. Тоа го сака мнозинскиот народ. А тој што е набуцан и тој што е глајштајгуван, како се вели она фундирано на некако извртен со таа политичка нарација која доаѓа од десницата, тоа не знам, нека се грижат оние кои што го провоцираат. Али мнозинскиот контекст и мнозинскиот народ во оваа земја не сака веќе тоа, да напаѓаме, да се бориме, него да се договориме со луѓето. Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефтов. Вечерот, почитувани гледачи, можете да последите 60 минути тврдо интервју со Ненад Јовановиќ, еден од новите фронтмени, новите лидери на таа шарена револуција и Соросова структура во рамки на Република Македонија. Идната недела, интервју со Азем Власи. Ајде да видиме како Орелот или поранешниот комунистички лидер на Косово поминува во интервју за емисијата во Центар. Недела 22 часот. До тогаш, пријатно вечер Македонија, каде и да си.